ниже бездеси и сеја исполняј сокровиште благих и жизни подателю, приди и сели се ми очистина цекија скверни, спаси, блажи души наше, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нини присно веки веков. Амин. Господи помој, Господи помој, Господи помој, молитва ми сесија Ти, Светого апостола евангелиста Матеја, Господи се Христе Боже наш, помилуј нас. Амин. Денеска ќе продолжиме со остатокот од 4-та глава од Евангелието според Матеј. Кое што оди вака. Кога Исус слушна дека Јован е затворен, отиде во Галилеја. И се толкува, тоа е дел од стихот од Евангелието. Толкувачот Свети Јован Златоуст вели: зошто тој повторно се оддалечува? Се оддалечува за да не научи нас да не одиме самите, да кажеме така, на средба со искушенијата, туку да се повлекуваме и да се оддалечуваме од нив. Не е виновен оној кој не се фрла во опасности, толку тој кој што во опасностите нема храброст. Па така, за да не научи на тоа, а од друга страна за да скроти омразата на јудејците, Христос се оддалечува во Капернаум, исполнувајќи го пророштвото и истовремено и тајќи како рибар да ги улови учителите на вселената кои што, занимавајќи со својот занет, живеа во тој град. Забележи како Христос секој пат кога сака да се оддалечи при незнабожците, бива потикнат на тоа од јудејците. Така и во овој случај, јудејците смислувајќи зло против претечата, затворајќи го во Зандана, самиот Христос го прогонуваат во незнабожечката Галилеја. А на тоа се надоврзува светот Кирил Александрски, кој што вели: Исус заминува не заради плашливост, туку за да со тоа не научи да се повлекуваме пред гонителите. Тој се оддалечува од Јудеја, односно оди кон незнабожците, покажувајќи со тоа дека ги остави јудејците не само кога тие го натажуваат Бога, туку и кога грешат против светите пророци. Затоа што тие го имале веќе затворено светиот Јован Крстител. Значи тука гледаме како повторно пред опасностите Христос се повлекува. Не затоа што тој не може да ги победи или затоа што христијанството е религија на, да кажеме, страшливост, туку за да не покаже дека не треба самите доброволно себе си да се турнуваме во некакви искушенија. Меѓутоа, вели толкувачот, кога ќе дојде искушението, тогаш ние сме должни да покажеме мажественост, односно храброст. И уште една работа тука кажува дека кога се оддалечува при незнабожците во Галилеја, затоа што така се нарекува незнабожечка Галилеја, за тоа повторно го потикнуваат јудејците кои што претходно правеа едно зло, сега прават друго зло, односно бива затворен светот Јован Претеча. И вели евангелистот: оставајќи го Назарет, дојде и се насели во Капернаум крај морето во Заволоновите и Нефталимовите краишта. Сиди Теофилакт Охридски вели, повторно го повторува од претходните толкувачи тоа, вика: Исус се оддалечува, учејќи не со тоа и нас да не се подлажуваме на опасности. Се оддалечува во Галилеја, што значи старкалана земја, бидејќи незнабожците се беа старкалале во грев и се населува Исус во Капернаум, што значи дом на утехата, затоа што тој заради тој слегол за незнабожците да станат дом за утешителот. Заволон во превод значи ноќен, а Нефталим ширина, затоа што незнабожците во својот живот имале и ноќ и ширина, бидејќи оделе не по тесниот пат, туку по широкиот пат што оди во погибел. Значи гледаме како неколку пати претходно беше спомнато тоа дека самите имиња што се спомнува, дали се на светители или на имиња од родословот на Исус Христос или тука имиња на места, значи топоними, сите тие имаат некој значење со кое што може да се надополни толкувањето на Евангелието. Дури она што за нас, ќе кажеме повторно, се чини некој пат небитно, тука гледаме како добива смисла. Значи, во пренос на смисла тоа значи дека се населува во тие
места каде што живееле незнабожци, кои што живееле со еден грешен живот и оделе под широк пат во темнина, односно во ноќ, таму доаѓа Христос да од тоа место на гревот направи дом на утехата. Продолжува евангелистот, за да се исполни реченото преку пророкот Исаија кој вели: за волуновата земја и Нефталимовата земја на пат кон морето отаде Јордан е незнабожачка Галилеја. Толкувачот вели: тие луѓе пред другите ја чуле проповедта на Господа, така што онамо каде што израелците прв пат го искусија асирското робство, беше расширена и првата благовест на Искупителот. Тука се однесува нели за тие периоди кога евреите се бореа со другите народи кои што живеа во тие предели. И евангелистот продолжува: народот што седеше во темнина виде голема светлина, и на оние што седеа во смртна опасност и во сенка им изгреа светлина. Тука неколку толкувачи се надоврзуваат еден на друг и окажуваат истото. Светот Теофилакт Охридски направен вели: светлина голема, тоа е Евангелието. Законот исто така бил светлина, но мала. Смртната сенка е гревот. Таа е подобие, образ на смртта, затоа што како што смртта го зафаќа телото, така и гревот ја зафаќа душата. Светлината ни засветли, иако ние не ја баравме, туку таа самата ни се јави, како да не следела. На тоа се надоврзува светот Јован Златоуст, што вели: по темнина не се мисли, не се подразбира видливата темнина, туку се мисли на човечките грешки и безбожност. Затоа тој додава: на оние што седеа во смртна област и во сенка им изгреа светлина. За да научиш дека ниту светлината, ниту темнината за кој зборува евангелистот се видливи, кога зборува за светлината, не ја нарекува само светлина, туку голема светлина, што на друго место се изразува со зборот вистинска во Евангелието според Јован. А во описот на темнината ја нарекува сенка на смртта. Значи во преносна смисла се кажани и светлината и темнината. Светот Кирил Александрийски вели: голема светлина се мисли на нашиот Господ Исус Христос и на светлењето на евангелската проповед. А не се мисли на законот од Стариот Завет, кој што бил сличен на светилник. Затоа во скинијата на законот постојано горел светилник кој можел својата светлина да испраќа недалеку, само во јудејските предели. Така незнабожците останувале во темнина, како оние кои немаат ниту таа мала светлина. Значи, се кажува дека законот на Стариот Завет бил мала светлина. Меѓутоа, незнабожците ниту таа мала светлина ја немала, не им била достапна. А кога се кажува големата светлина, тоа се мисли на самиот Господ Исус Христос и на Евангелието. Евангелистот продолжува: од тогаш Исус почна да проповеди и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И сега тука, бидејќи станува збор за покајанието, има многу работи што може да се кажат, и дел од тие работи веќе ги спомнавме кога зборувавме за проповеда на светот Јован Крстител, така што тука само на кратко ќе се надоврземе на тоа. Светот Теофилакт Охридски ни обрнал внимание на тоа дека вели Христос тогаш почнал да говори, од мигот кога Јован бил затворен. Бидејќи Исус чекал првин Јован да посведочи за него, да подготви пат за него по кој што тој треба да оди, слично како што слугите им подготвуваат пат на своите владетели. Бидејќи е еднаков рамен на Отецот, Господ го имал Јована за свој пророк, односно за пророк кој што пророкувал за него. Како што неговиот Бог и Отец имал пророци пред Јован, поточно и тие биле пророци како и Отецот, како на Отецот, така и на Синот. Значи, уште еднаш го повторуваме тоа дека Христос кога дошол ја почна својата проповед дури откако Јован бил затворен.
Значи тој се крстел, бил крстен од Јован и не ја почнал веднаш неговата проповед, туку почекал уште некој време за да кажеме така го заврши претечата својот пат. И кога веќе бил затворен, тогаш почнал Христос да проповеда. И сега светот Јован Златоуст се осврнува на тоа зошто пред Христос проповедал претечата. Ние делумно веќе нешто кажавме, но еве има уште нешто што може да се каже. Вели, потребно било за Христа најпрви за него да кажува некој друг, да не говори самиот тој, бидејќи штом после толку многу и толку силни докази и сведоштва кои што Христос им ги дал на евреите, тие сепак велеле, ти самиот за себе сведочиш, твоето сведоштво не е вистинско, тогаш колку ли полоши работи би мислели, би кажале, ако го немаше Јован да проповеда пред него, туку би почнал самиот од себе да сведочи. А Јован пред сите посведочил за Исуса во моментот на крштението. Исто така, тоа е истата причина зашто тој не проповедал пред Јован да го заврши својот пат и не вршил чуда пред Јован да биде ставен во затвор. Тој не секал, Исус не секал со својата проповед да произведе подолби во народот. Еден да каже, ние сме со Јован, другите да кажат, ние сме со Христа. Од таа причина, ниту Јован не направил ниту едно чудо, за со тоа да остави Христос да го привлече народот преку силата на неговите чуда. И навистина, штом после толку многу и големи чуда, учениците на Јована и пред и после неговото затварање со завист гледале на Исуса, и што многумина го почитувале повеќе Јована за Христа, а не Исуса, што би било ако Исус Христос постапил поинаку? Ете зошто евангелистот Матеј кажува дека Христос од тоа време почнал да проповеда. И во почетокот на својата проповед тој го поучувал на истото што го проповедал и Јован. И самиот за себе си се уште ништо не кажувал, туку самиот продолжувал проповедта на крстителот. Затоа што се уште народот нема за него точно разбирање. И било потребно барем претходната проповед на Јован крстител да биде прифатен. Значи, повторно се навраќаме и на дека светот Јован Крстител бил многу впечатлива личност. И до ден денес, кога ќе влезе некој, да кажем, млад или некој што не е запознан со христијанството, еден христијански храм, неретко најсилен впечаток ќе му остави иконата на претечата, каде што тој е многу пати насликан или со ангелски крилја, или со својата глава како држи на послужавник. И навистина, кога тој се појавил, иако не направил ни тој до чудо, значи тој само проповедал, а чуда не вршил. Сепак јудејците толку многу го почитувале и немале никаков сомнеж дека тој е од Бога. И не само тоа, него тие мислеле дека оној Месија, оној Христос што го чека, дека тоа е всушност светот Јован Претеча. И затоа светот Јован Претеча, кога го прашуваат кој си ти, им кажува, јас не сум Христос и не сум оној пророк кого што го очекуваат. Но и покрај тоа, и кога Христос се појавил и почнал да проповеда, луѓето сепак не успеале толку брзо да го прифатат него. Се уште постоеле дури ученици на Јована, кои што на својот учител му давале повеќе значење него на ново појавениот. И било потребно да помине време за луѓето се уверат дека овој кој што дошол после Јована е поголем од него. А се увериле со тоа преку чудата кои што Христос ги вршил. А во однос на тоа што кажува, што ја продолжува или ја повторува проповета на претечата и вели покајте се бидејќи се приближи Царството Небесно, во однос на тоа толкувачите кажуваат неколку работи. Прво, вели светот Јероним Стридонски, со ова исто така се покажува дека тој е син на оној Бог, чиј што пророк е Јован. И затоа вели, покајте се, бидејќи покајанието е исправа волјата. И ако не сакате да се покаете од страв од лошото што ве чека, односно од пеколот, барем покајте се заради радост од доброто, односно од ветувањата. И затоа вели, Царството Небесно е близу.
односно благословите на небесното царство. Тоа е како да рекол: подгответе се со покаяние, зашто времето на вечната награда е близу. Таинствено толкувано, Христос почнува да проповеда веднаш штом Јован е фрлен во затвор, затоа што штом престана законот, започна Евангелието. И во ова, дека Христос чекал прво да го заврши Јован својот пат, а потоа да почне да проповеда, се гледа дека престанува во преносна смисла силата на законот, односно на Стариот Завет, и почнува силата на Евангелието, благовестието за доаѓањето на самиот Господ Исус Христос. Светиот Теофилакт Охридски вели: Христос и добродетелниот живот, тоа е Царството Небесно. Затоа што ако некој живее на земјата како ангел, зарем таквиот не е небесен? Така што во секого од нас е Царството Небесно, само доколку ние живееме ангелски. Значи, она што вели Царството Божие во вас самите, но во вас самите доколку живеете според Христовите и христијанските начала. Не се подразбира дека некој човек може да живее, да кажеме така, распуштено или како што му е волја, а да кажете во мене е Царството Небесно. Затоа што вели Христос и добродетелниот живот. Ако во душата на човекот и во неговото срце отсуствува присуството Христово и отсуствува на дело добродетелен живот, не може тој да каже во мене е Царството Небесно. Светот Јован Кронштадтски вели: ние сме христијани од незнабоштите, односно некои што не сме евреи, сме примиле христијанство како народ кој што не бил од ветувањето Божјо, па станал дел од ветувањето Божјо, односно од избраниот народ. Ние ја видовме и просветени сме од светлината Христова, од неговата света вера, и за тоа треба силно да благодариме. Светли во нас светлината Христова. Дали можеби не се помрачила? Дали не се помрачила од телесните дела? Дали не е задавен од телото нашиот внатрешен човек? Дали не се помрачени нашите очи на срцето? Треба да поитаме и да се каеме. Треба да запомниме дека гревовите ја прогонуваат од нашите срца Христовата светлина и не нурнуваат во духовната темнина, во смртна темнина, која е претходник на вечната смрт, на вечните маки во адот. Та да не се нарекуваме залудно христијани и да се фалиме со светлината која што немаме. И не малку е тоа, да не се подложиме на поголемо од што незнабоштите, помрачување со непознавање на Бога. Да не се подложиме на уште поголема осуда од нив. Затоа што е многу лошо ако ние која знаеме целата Божја волја не ја исполнуваме. И ако ние не живееме во ништо подобро од незнабоштите, па некој пат сме дури полоши од нив, од незнабоштите кои што не го познаваат вистинскиот Бог. Како што вели евангелистот Лука, слугата кој што не ја знаел волјата на Господорот ќе биде подложен на поголема осуда. Значи, како што претходниот толкуваш ни вели, кога го имаме во себе Христос и добродетелниот живот, тоа е предвкус на Царството Небесно. Така ни вели сега следниот толкувач. Ако наместо тоа во нас има гревови, има помрачување, тоа помрачување исто така, да кажеме така, е предвкус, предходник на вечната смрт, на вечните маки во адот. И затоа ние предходно зборувавме во овие толкувања дека судот Божи ќе настане во еден миг. Она што човек го носи во себе, тоа ќе го зачува и за вечност. Ако во себе носи Христовата светлина, ќе наследи вечен живот. Ако во себе носи грев и темнина, ќе наследи вечна осуда. И светот Василий Велики во своите нараслени, односно морални правила, самото прво правило вели: оние кои што веруваат во Господа пред се треба да се каат, според проповеда на Јована и проповеда на самиот Господ Исус Христос, бидејќи оние кои сега не се каат ќе бидат осудени повеќе од оние што се осудени пред да се проповеда Евангелието. Значи, бидејќи ние знаеме да бидеме исполнети со гревови, затоа ни е дадено покајанието како начин на отпуштање на гревовите. Предходно, пред проповедта на Евангелието и да кажем и пред нашето лично крштение, ние кога се крштеваме кога ги исповедаме своите гревови и се крштеваме со христијанското крштевање,
тогаш настанува отпуштање на гревовите. Меѓутоа крштението се случува само еднаш во животот. А понатаму кога човек ќе се случи да падне во грев, веќе не поминува низ истиот пат. Веќе не оди да се исповеди, да се крсти повторно, туку повторно крштение се, да кажеме така, покајните солзи. И затоа светите отци толку многу внимание посветуваат на она што значи покаяние. Еве следно толкување од светот Марко Подвижник, кој што е еден од најголемите, да кажеме така, подвижници и преподобни отци, кој што бил пример и урнек за другите подвижници после него. И тој вели: сите ние сме потоци на Адам. Сите ние сме родени во неговиот грев и заради тоа по Божјата пресуда сите сме осудени на вечна смрт и не можеме да се спасиме поинаку освен преку Христа. Сите и најправедните помеѓу луѓето се избавуваат од вечната смрт единствено преку посредството на Христос, кој се распна заради сите и сите ги искупи со својата крв. Затоа и самиот искупител на сите им покажува едно те исто делање, кое во себе ги опфаќа сите останати делања и им заповеда на апостолите на сите да им кажуваат едно исто: покајте се, бидејќи се приближи Царството Небесно. Заедно со тоа Спасителот предал и многу други одделни заповеди, преку чие исполнување се достигнува совршенство во покајанието, и нивното исполнување го задал да биде до самата смрт, велејќи: кој ќе загуби својата душа заради мене и Евангелието, тој ќе ја запази за вечен живот. И повторно, заповедајќи одрекување од се додава и од својата душа. А запечатувајќи го великото значење на заповеда, тој вели: кој ќе наруши едно од овие најмали заповеди, најмал ќе се нарече во Царството Небесно. Доколку Христос, како што е тука објаснето, одредил да пребиваме во покаяние до смртта, тогаш оној што тврди дека покајанието може целосно да биде исполнето пред смртта, таквиот ја отфрла заповеда и се одрекува од погубување на душата до смртта, односно се одрекува од подвигот до да се подвизува човек до самата смрт. Така што тој станува престапник на сите Христови заповеди. Значи, оној кој што вели дека покајанието само човек го принесува еднаш и со тоа завршува, тој не ја запазува Христовата заповед и како да е престапник против сите Христови заповеди. Затоа што вели светот Марко Подвижник: на покајанието нема крај до самата смрт, и за малите, и за големите. Никој не може на вистина да достигне совршенство во покајанието, та потоа да нема веќе потреба да се кае. И затоа, штом ние нема да се устоиме да го исполниме тоа како што треба, тогаш должни сме доброволно да се вежбаме во него, во покајанието, за да не бидеме броени помеѓу оние кои што намерно ги отфрлат заповедите и да не бидеме подложени заради тоа на осуда. Погледај го од почетокот на светот, животот на сите кои добро го завршиле земното странствување, и ќе видиш дека тајната на благочестието кај сите што му благоугодиле на Бога се извршило преку покаяние. Осуден ли бил некој, бил осуден заради занемарување на покајанието. Оправдан ли бил некој, бил оправдан затоа што се прилепил кон покајанието. И уште еден толкова светот Симонов богослов, кој што кажува многу за покајанието, но туку изведен само еден мал дел. Вели: Господ во светот Евангелие вели: покајте се, бидејќи се приближи Царството Небесно. А ти ако сакаш кон тебе да се приближи Царството Небесно, тогаш покај се. Ако не се покаеш, колку и да говориш да дојде Царството Твое во молитвата Отче наш, тоа нема да дојде кај тебе. Значи, овие свети отци, особено подвижниците, ни укажуваат на тоа, бидејќи самиот подвижнички живот е живот во покаяние. И тие пред се самите за себе има таков еден многу возвишен и строг критериум, дека луѓето живеат во покаяние до крајот на животот, меѓутоа тоа им го пренесуваат и на другите. И секако се подразбира дека не се очекува дека сите луѓе ќе ги напуштат своите домови, своите семејства и ќе одат да живеат во пустини како што живееле овие испосници. Меѓутоа, она што е битно е да човек живее во покаяние, односно постојано да се стреми кон добродетелен живот.
да не се задоволи, ете јас веќе престанав да правам такви и такви работи и веќе, бидејќи не правам гревови, немам ни за што да се каам. Тоа не е добар начин на размислување. Понатаму евангелистот продолжува. Одејќи покрај Галилејското море, ги виде двајцата браќа Симон, наречен Петар, и брат му Андреј, како фрлат мрежи во морето, бидејќи беа рибари. Толкувачот тука, Свети Исидор Пилосиот, вели: најдраго нешто на Бога му е љубовта, и од љубов тој и станал човек и бил послушен дури до самата смрт. И оние кои се удостоиле да бидат повикани како први ученици на Христа биле двајца браќа. На тој начин премудриот Спасител од самиот почеток ни покажал дека угодно му е неговите ученици да ги приведе во братски сојуз. Затоа ништо да не биде за нас позначено од љубовта, која се сврзува и се зачува во полезно едномислие. Ова е, да кажем, едно мало толкување за тоа зошто повикал двајца браќа најпрво. Евангелистот продолжува и им рече: врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Сега Светиот Теофилак Охридски вели: тие, односно Симон, Петар и брат му Андреј, биле претходно ученици на Јован Крстител. Уште кога бил Јован жив, тие доаѓале при Христа, а кога виделе дека Јован веќе е затворен, тие повторно се вратиле кон рибарскиот живот. На тој начин, поминувајќи, Исус ги уловил, велејќи врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Евангелистот Јован, значи сега друг толкувач вели, Свети Јован Златост вели: евангелистот Јован поинаку го опишува нивното повикување. Од неговите зборови се гледа дека ова повикување кое што сега Христос им го упатува било второ, што може да се заклучи од многу показатели. Имено, евангелистот Јован говори дека тие дошле кај Исуса кога Јован претеча се уште не бил затворен, а тука дека тие дошле по неговото затворање. Таму Андреј го повикува Петра, тоа е дури во евангелието според Јован, а тука обајцата ги повикува самиот Христос. При тоа Јован вели дека Исус, кога го видел Симон да оди при него, рекол: ти си Симон, син Јонин, и ти ќе се наречеш Кифа, што значи Петар, односно камен. А Матеј тврди дека Симон веќе се нарекува со тоа име, затоа што вели го виде Симона наречен Петар. Ова ни го покажува и местото од каде што биле повикани, и другите околности, и например тоа што тие лесно го послушале дека веднаш оставиле се. Тоа значи дека тие уште претходно биле добро подготвени за ова. И навистина од Јовановото раскажување се гледа дека Андреј дошол во домот на Исуса и чул од него многу нешта. Тука пак гледаме дека тие, слушајќи само еден збор, веднаш тргнуваат по него. Тука ќе прочитаме уште едно толкување, па ќе се навратиме на ова. Светот Исихи Јерусалимски вели: зошто евангелистите различно кажуваат за повикувањето на апостолите? Бидејќи Матеј вели дека Господ рекол: врвете по мене, ќе ве направам ловци на луѓе. Лука пак напишал дека после големиот улов на риби, Господ му рекол на Петра: од сега ќе ловиш луѓе. А Јован сосема поинаку или нешто поинаку раскажува. Појаснување: секој од овие описи на призивот е вистински, само се случил во различно време, затоа што преку зборовите на Андреја, приведени од Петор, дошол кај Господа и чул: ти ќе се наречеш Кифа, и останатото што го пишува евангелистот Јован. А потоа, повторно на рибарско кајче го поминувал времето. Подоцна, како што смета Матеј, кога ги поправале мрежите, биле повикани од Христа. Тој, значи Петар, Андреј, Јаков и Јован. А како што раскажува Лука, по уловот на риби, откако ја виделе на дело Христовата сила, тие се исполниле со страх и после целосно го следеле. Значи, тука се осврнуваат толкувачите на тоа дека во три различни евангелија има три различни описи како Христос ги повикал апостолите. Едниот вели дека прво Андреј го повикал Петар и го следеле Исуса во неговиот дом каде што живеел, и таму Исус многу време ги поучувал. Другиот вели како е светот апостол Матеј, што денеска го толкуваме, вели
како кога ги видел двајцата браќа, вели, веќе го видел Симон, наречен Петар. Значи, тој веќе бил наречен Петар. А Лука кажува на трето место како Христос проповедал, седејќи во чамецот, во кајчето, да кажеме, на Петар, и кога му рекол фрлија мрежата и тој уловил голем улов на риби, тогаш поверувале во Бога. Значи, сите тие три работи се случили. И сите тие три работи се точни, само се случиле на различно место и во различно време. Значи, првата средба на апостолите со Исуса Христа е кога Христос дошол кај Јован Крстител. И Јован Крстител им рекол, еве го јагнето Божие кој ги зема гревовите на светот. И тогаш тие тргнале по него, виделе кај живее и влегле кај него и биле поучени од него. Прво Андреј, прво повиканиот, па Андреј го повел кај својот брат. И кога дошол и Петар кај Исуса, Исуса тогаш му го дал името Петар. Второто повикување е ова за кое што сега слушнавме, кога Исус Христос, одејќи покрај Галилејското море, ги видел овие двајца браќа и им рекол, врвете по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Значи, откако бил Јован затворен, значи, после првата средба и втората средба тука има известна временска разлика. Во таа временска разлика, рибарите Андреј и Петар се вратили на својот занет. Нивниот учител бил затворен и тие повторно се вратили на својот занет. Немале што друго со што друго се занимава. И тогаш Христос ги наоѓа и ги повикува. И конечното, да кажеме, одлука тие целосно да го следат, настапува откако тие го виделе тоа чудо што Христос го направил со големиот улов на риби. Така што тие, иако тројца евангелисти зборуваат за три различни начини, за три различни повикување, да кажеме, на Господа, на апостолите од страна на Господа, сите тие се точни, само се случиле во различно време. Сега едно друго толкување од светот Ефрем Сирин, кој што вели: дошле ловците на риби и станале ловци на луѓе, како што е напишано: ете, јас ќе пратам многу рибари, вели Господ, и ќе ги ловат, а потоа ќе пратам многу ловци и тие ќе ги гонат од сите планини и од секој рид и од сите камени процепи. Ова е кај пророкот Еремија. И сега вели толкувачот: ако Господ прател мудри луѓе наместо неуки рибари, можеби некој ќе кажал дека тие преку убедување ги уловиле луѓето или ги измамиле со итрина. Ако Господ испратил богати луѓе, повторно некој ќе кажал дека тие луѓе преку изобилието на животни средства го измамиле народот или достигнале до позиција на власт преку раздавање на пари. На тој начин би земале да говорат дека учениците ги восхитиле луѓето со својата храброст или ги заробиле и насилно ги покориле, ако овие луѓе биле се одликувале со некаква голема мажественост, со некаква, да кажеме, голема физичка сила. Но апостолите немале ништо од тоа, како што Господ јасно покажал на примерот на Симона Петра. Значи, Симон Петар се покажал плашлив во моментот кога слугинката го прашувала: и ти ли си од учениците на оној човек? Бил сиромашен, што се гледа тоа што не можел ни само да плати данок, кога требало да се плати, па Христос му рекол: фрли јадици, ќе уловиш риба и ќе најдеш таму паричка со која што ќе платиш за таксата што треба да се плати. А и самиот Петар во делата апостолски вели: злато и сребро немам. Исто така, тој бил простодушен, затоа што кога почнал да се одрекува од Господа, не знаел со каков изговор да се сокрие. Па така се појавиле рибарите и ги победиле силните, и силните, и богатите, и мудрите. И тоа е големо чудо. Бидејќи тие кои што се слаби, без никакво наследство, ги привлекле силните кон учењето. Тие кои што се сиромашни, ги научиле богатите. И тие кои што се простодушни, ги направиле своји ученици, оние кои што се мудри и луѓето од големата наука. Земната наука се повлекла, отстапувајќи и место на она наука која што се нарекува наука над науките. Значи,
Ова го кажуваат и некои други толкувачи, е многу интересно, затоа што некој ќе се праша по човечка логика размислувајќи. Кога веќе дошол Господ, нели можел да испрати некакви значени луѓе, некакви видливи луѓе, или да се појави во време денеска како што имаме ние интернети, што е да се случи, секој ќе слушне до кревете на земјата веднаш. Но тој се појавува во, да кажеме така, едно скришно место и на еден скришен начин, и како своји ученици повикува едни луѓе кои што се сиромашни, неуки, не се нешто посебно, да кажеме, дури ни физички силни или мажествени, и кои што се простодушни. Значи, ниту имале пари да подкупуваат, ниту можеле со својата физичка сила да наметнат нешто на сила, ниту пак биле некакви си итри луѓе кои што ќе ги прелажат останатите. Туку тие гледаме дека со Господовата наука, со кротоста и со Божја сила го покориле светот. Затоа што тие 12 слаби, неуки, простодушни рибари, целиот свет, да кажеме така, го преобратиле кон христијанството. И денеска христијанството е вера која што е најмногу убројна, односно најголемиот дел од луѓето на планетата се христијани. А сето тоа преку поучувањето на овие 12 прости апостоли. И тоа е големото чудо на Христовата проповед. Вели евангелистот, и тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Толкувачот Теофилак Охридски вели, гледај колку послушни луѓе биле кога тргнале по него. И од тоа се гледа дека ова било веќе второ призивање. Бидејќи научени од Христа, а првично на првата средба, а потоа оставајќи го за известно време, тие повторно почнале да го следат, штом повторно го сретнале. Следниот толкувач, Григорий Двојслав вели, може би некој ќе си помисли, и едниот и другиот биле рибари, немале скоро ништо. Значи и Петар и Андреј биле рибари. Немале скоро ништо. Што можеле тие да остават, кога го слушнале повикот од Господа? Затоа што евангелистите велат, оставија се и тргнаа по Христа. И некој ќе си каже, овие нема ништо да остават, што значи тоа оставија се? Но толкувачот што вика? Вели, не треба ние да размислуваме што човек поседува материјално, кој што колку има, туку какво внатрешно расположение има кај него. Вели, многу остава оној кој ништо не задржува за себе. Многу остава оној кој што фрла се, колку и да има малку. Познато е дека ние со љубов го владееме она што го поседуваме и силно го сакаме она што го немаме. Следствено, Петар и Андреј многу оставиле кога едниот и другиот ги оставиле своите желби. Многу оставил оној кој што заедно со предметите што ги поседува, се откажал дури од желбите. Значи, следбениците оставиле оној што можеле да посакаат, доколку не го следеле Господа. Затоа никој не треба, кога гледа дека некој друг остава многу, не треба да си кажува самиот на себе си, сакам да ги следам и да ги подражавам оние кои што го презреле овој свет, но немам што да оставам. Вие многу оставате, браќа, кога се откажувате од земните желби, затоа што надворешниот имот, колку и да е мал и незначителен, е доволен за Господа, затоа што Господ ги вреднува срцата, а не предметите. Не мери колкава е некоја жртва, туку со какво расположение е принесена. Ако ние го мериме имотот, тогаш гледај, овие свети купувачи, односно апостолите, со искинати мрежи и со кајчиња го купија вечниот живот на ангелите. Значи, ова обраќање на светот Григорий Двојслав претежно се однесува до оние луѓе кои што сакаат навистина целиот живот да му го принесат на Бога, и некој бивајќи сиромашен ќе си каже, па ете, јас ништо посебно не оставам. Таквите ги охрабрува светот Григорий Двојслав, им вели, се гледа кој колку остава не според некој материјално мерило, туку според тоа колку задржува за себе. Затоа што знаеме од Евангелието дека вдовицата имала 2 лепти, и тие 2 лепти биле многу повеќе од големите суми пари кои што ги оставале богатите луѓе. Затоа што богатите луѓе имале вишок и секој остава од својот вишок.
а таа вдовица го оставила сето она што го имала. Оставила повеќе од сите, затоа што за себе не оставила ништо. Така и овие, иако имале мал имот, за себе не оставиле ништо од тој мал имот. И затоа таа жртва е голема пред Бога. А некој кој што, да кажеме, има голем имот и ќе остави некој голем имот, но сепак своето срце го држи приврзано за оно што му останало, тој според Божјата мерка не примел голема жртва. Така што ние знаеме овој свет, да кажем така, и дури црквата ги одликува оние, правилно правиш за црквата ги одликува оние кои што даваат и големи дарови, помагаат да се изгради црква и сето тоа, и тоа навистина е за пофалба, но во Божите очи е поголемо кога човек не задржува ништо за себе, па дури ни желбите, затоа што оние кои што го следат Христос, особено кога го посветуваат целиот свој живот на Господа, преку тоа што, да речеме, дали ќе станат свештеници или монаси или така, нешто слично, значи тие се откажуваат не само од она што го имаат, туку и од своите желби, од она што би можеле да го имаат. И тоа е веќе уште поголемо. Има луѓе кои што, да кажеме, немаат некој голем имот и можеби лесно ќе се одделат од тоа нешто малце што го имаат, а во своите срца можеби имаат желба за стекнување големи нешта, дали голем имот или нешто друго. А овие апостоли сето тоа го оставија и го следеа Бога. Евангелистот вели, откако Исус, јас додам Исус Христос, значи откако продолжи понатаму, виде други двајца браќа, Јаков Заведеев и брат му Јован, кои беа во кораб со татко им Заведеј и си ги крпеа мрежите и нив ги повика. И сега две кратки толкувања од Светиот Теофилак Тохридски вели: тие биле сиромашни, па немајќи можност да си купат нови мрежи, биле принудени да ги поправаат старите. И тоа што биле сиромашни се надоврзува на претходно толкување дека навистина биле од, да кажеме така, долните слоеви на овој свет, а сепак сведочеле за небесните висини и го преобразиле цел свет. И уште една мала поука, односно кратка поука, да се храни, да се чува таткото во староста, а при тоа да се храни со честен труд, тоа е голема добродетел. Значи кажува дека овие биле добродетелни луѓе, бидејќи се грижеле за својот родител со честен труд. Меѓутоа евангелистот продолжува: тие веднаш ги оставија коработ и својот татко и тргнаа по него, откако го слушна овој повик. И сега толкувачите велат: Заведеј очигледно не поверувал, па затоа неговите синови го оставиле. Гледаш кога треба да се остава таткото, кога тој го попречува патот кон добродетелите и кон благочестието. Синовите Заведееви, гледајќи дека првите, односно браќата Симон и Андреј, го следеле Христа, веднаш подражавајќи ги и самите тргнале по него. Значи и оние и тие и од претходно се знаеле. А тоа на многу места се гледа во други толкувања. Со тоа што ја напуштиле својата работа и татковата куќа, тие не поучуваат дека кога сакаме да го следиме Христа, не треба да бидеме заробени од грижите за секојдневниот живот или од врските со семејниот дом. Преку двајцата браќа се значуваат двата народа родени од едниот Бог, нивниот Отец, кој ги виде кога поминуваше, односно милостиво ги погледна. Значи двата народа може да го кажеме еврејскиот и незнабожечкиот народ, а тоа што ние и уште кажуваме Господ некого да погледне, тоа ако ќе те погледне Господ, значи дека си стекнал голем благослов и благодат Господова. Значи и тие два народи стекнаа благослов и благодат Господова со тоа што Господ ги виде. Во Петар, чие што значење на името е признавање, буквалното значење е камен, но во преносна смисла толкувачот вели дека значи признавање. Ако е претходно имал име Симон, што буквално значи послушен, се означува еврејскиот народ, кој го признавал Бога преку законот и ги почитувал неговите заповеди. Андреј, чие што значење на името
е мажествен или благодатен, го означува незнабожечкиот народ, кој откако го спознал Бога, мажествено останал во верата. Тој не повикува за свој народ, кога ги испратил проповедниците во светот, велејќи следете ме, односно оставете го измамникот, следете го вашиот творец. Оставете го измамникот во преносна смисла, оставете го претходниот начин на живот, кој што е начин на живот без познание на Бога. Туку следете го Бога. Од двата народа се најдоа ловци, односно проповедници. Тие ги оставија своите кајчиња, односно телесните желби, и своите мрежи, односно љубовта кон светот, и го следеа Христос. Гледате како во преносна смисла се толкуваат овие работи. Значи, двајцата браќа ги означуваат едниот еврејскиот народ, другиот незнабожечкиот народ, и тие стана ловци на луѓе, како што претходно ловеа риби, ги оставија своите кајчиња, ги оставија телесните желби и своите мрежи, односно љубовта кон светот, и го следеа Христос. Јаков пак го означува еврејскиот народ кој преку своето познание на Бога го победил ѓаволот, а Јован го означува незнабожечкиот свет кој се спасува само по благодат. Заведеј кога го оставаат, чие име значи летечко или паѓачко, го означува светот кој поминува и ѓаволот кој паднал од небото. Со Петар и Андре кои фрлаат својата мрежа во морето се означуваат оние кои во младоста се повикани од Господа, додека од пловилото на своето тело ги фрлаат мрежите на телесната поход во морето на овој свет. Со Јаков и Јован кои ги поправат своите мрежи се означуваат оние кои по гревот доаѓаат кај Христа, обновувајќи го она што го изгубиле. Значи и уште една преносна смисла може да се види во ова, и од исто толкуваче тоа целото, дека осем ово значување на двата народи, или другото толкување на еврејскиот народ, преку, значи, едното толкување споредбата на двата народи преку Андре и Петар, а другиот преку Јаков и Јован, има и трета преносна смисла. Вели, со двајцата први браќа, Петар и Андре, се означуваат оние кои што во младоста се повикани од Господа, односно кога се најсклони, да кажеме, на телесна сила и на телесна поход, и тоа сето го оставаат и одат по Господа, а со Јаков и Јован, кои ги поправат своите мрежи, се означени оние кои што во поодмината, да кажеме така, возраст, откако веќе и, да кажам така, се оштетени од гревот, доаѓаат кај Христос, обновувајќи го тоа што го изгубиле, односно крпењето на мрежите го значува обновувањето на трешниот човек кој што е оштетен од гревот. Свети Теофан Затворник вели: Господ ги повикал Петра и Андреја, и тие веднаш, оставајќи се, тргнале по него. Ги повикал и Јакова и Јована, и тие веднаш оставиле се и тргнале по Господа. Зошто тие така брзо и ревносно тргнале по него? Затоа што го виделе по доброто. Таков закон има душата. Штом ќе дознае и ќе вкуси нешто подобро, таа се одвраќа од полошото и го отфрла полошото. Тука се исполнува она што подоцна Господ го изобразил во приказната за богатството сокриено во нива и за скапоцениот бисер. Тоа богатство и тој бисер се верата во Господа и општењето, односно заедницата со него, според силата на верата. Ние го стекнуваме тоа уште при самото крштение. А штом сме стекнале тоа при крштението, тога зошто толку малку го цениме тоа богатство и ценејќи го малку дури сме спремни да го замениме, да го трампаме за пустош? Тоа е затоа што во времето на нашето воспитување не воведуваат во вкусот на тоа богатство и тоа останува туѓо за нашето срце. Срцето наше не го познава, не го запознава по доброто. Го знае само она што е од лошото помалку лошо и она што е малку подобро. И на тоа го заснава своето мислење. Во тоа е целата причина зашто кога Господ некои ги повикува, тие тргнуваат по него, а ние повикани бегаме од него. Тука Светот Теофан Затворник ни кажува дека всушност нашата вера, христијанството, е она што евангелистот го нарекува богатство скриено во нива, каде што еден човек кој што бил мудар нашол дека во една нива има закопано богатство, се што имал отишол продал и ја купил таа нива и го наследил тоа богатство.
или некој друг кој што нашол скапоцен бисер, па се што имал трампал за да го задобие тој скапоцен бисер. А денеска има многу луѓе кои што се крстени како мали, да кажеме како бебиња, како деца, кои што во стекот на своето воспитување не биваат воведени во верата. И тие кои што не се воведени во верата, тие го немаат тој предвкус на верата. Доколку, например, децата се крштеваат и потоа родителите не ги носат во црква, потоа во текот на нивниот раст не ги воспитуваат во христијански дух, тие дарови остануваат присутни, но туѓи за децата. А оние, да речеме, деца кои што биваат носени во црква, кај што родителите и со својот пример и со својата поука ги воведуваат во христијански начин на живот, им се отворени тие ризници и тие ја вреднуваат таа ризница, тоа богатство што е дадено во нив преку крштението, и за нив се однесуваат тие зборови кога Господ им каже одете по мене, тие го следат. Значи во нивниот живот тие кога ќе слушнат од Евангелието за она што се Божи заповеди, тие се трудат да ги исполнат затоа што ја знаат придобивката од исполнувањето на тие заповеди. Евангелистот продолжува: и одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по нивните синагоги, проповедајќи го благовестието за царството и лекувајќи секаква болест и немоќ кај народот. Тој најпрвим оди во еврејските синагоги за да покаже дека самиот не се противи на законот, а започнува со чуда за да поверуваат во тоа што ги учи. Болеста, тоа е долготрajно злоставување, немоќта пак недолго нарушување на правилниот живот на телото. Тука толкувачот се осврнува само на тоа што е разлика меѓу болест и немоќ. А другите толкувачи се надоврзуваат на ова. Светот Николај Охридски Жички вели: по 30 години од живот во повлеченост, Господ Исус Христос сега ја почнува својата божествена служба и тоа ја започнува вредно и одлучно. Тоа сака да го каже евангелистот со зборовите: одеше по цела Галилеја. Неговата служба се состоела во толкување на старото, во проповедање на новото и во потврдување на обете преку чудата на исцеление на луѓето. Законот бил даден преку Мојсей и пророците, законот бил посведочен со многу чуда за луѓето да поверуваат дека тој закон е од Бога. Но, со текот на времето, толкувачите на законот, помрачувајќи ја својата душа со грев, сосема ја помрачили и смислата на тој закон. Затоа тој стар закон станал мртов, како и да го нема. Сега Господ Исус, кој што е пречист, кој што е безгрешен, се појавува како единствен вистински познавач и прав толкувач на тој прв закон. Тоа толкува неговата смисла и го отлучува заклучениот за грешниците негов дух. Тој сега е толкувач на духот, како што подосна и духот ќе биде негов толкувач. Тој не го отфрла стариот Божи закон. Како може да го отфрли кога тој самиот го дал? Туку на темелите на правата духовна и пророчка смисла, тој сега дава нов закон за спасение, проповедајќи го благовестието за царството. Стариот закон е како добра и плодна земја, која што е толку запуштена од луѓето, што лицето на таа земја е потполно сокриено под трње и коров, кои што се посејани од луѓето, кои што се погрешни толкувачи. Така што секој ги одвраќал своите очи и срцето од таа запуштена земја. Сега Господ ја преорува таа земја и се нов посев, и луѓето гледаат со страв и восхит во него. И како што стариот закон бил посведечен од многу божествени чуда, така и овој нов закон Господ како законодавец го посведочува со многу чудеса. Тие чудеса не се заради испразно и суетно покажување на својата моќ, туку заради вистинска корист за луѓето. Таа корист се состои во лечењето на телесните и душевните болести и на човечките слабости. Затоа што Господ ни дошол во посета не како магионичар, туку како пријател и лекар. Значи, веќе претходно имавме зборувано за тоа дека не со вистински дух евреите бараат Господа да видат чудо. Меѓутоа, има случаи кога Господ на вистина правил чуда. И тие чуда Господ не ги правил само за да се покаже: гледайте што можам јас да направам, и на тој начин да ги прилаже луѓето,
како што другите толкувачи во претходните делови што ги толкувавме, кажуваат дека токму тоа ќе го прави антихристот. Со испразни чуда ќе ги восхитува лекомислените и така ќе ги прелажува. А тука гледаме дека Господ не го прави тоа. Туку Господ чудата ги врши на начин на кој што им помага на луѓето. Ги лекува сите болести, секаква немоќ кај народ. Ги лекува луѓето, им помага. А чудата ги врши за да им даде сила на своите зборови. На тоа ќе се надоврзи следно толкувач. Светот Јован Златоуст што вели: секогаш кога се случува нешто особено и необично, кога се оведува некој нов начин на живот, Бог вообичаено дава некаков знак, знамение, односно чудо, како некој вид на залог на својата сила за оние кои што треба да ги примат неговите нови закони. Така, имајќи намера да го создаде човекот, тој претходно го створил сиот свет, а потоа во рајот му го дал познатиот закон. Така, кога сакал да му даде закон на Ное, повторно извршил големи чудеса, изменувајќи ја во основа целата творба. Заповедал голем потоп да има на целата земја цела година и во целата таа бура го зачувал неповреден праведникот. И Авраама го уредил со многу знаменија, му дал победа над непријателите. Така, и пред објавувањето на законот пред јудејците, Господ Исус Христос покажал големи и восхитувачки чуда, па дури потоа го дал законот. И сега, односно овде се однесува на Бог Отецот кој што е во Стариот Завет, пред да го даде Заветот, прво покажал големи восхитувачки чуда, па потоа го дал Заветот, така и сега Господ Исус Христос, имајќи намера да даде нови возвишени правила за животот, им го, да кажеме така, им го понудува на луѓето она за што тие никој пат претходно не чуле. И своите зборови ги потврдува со чуда. Бидејќи царството кое што тој го проповедал не им било видливо, тој со видливи знаци и чуда невидливото го направил за нив видливо, односно достапно. Значи, причината зашто Господ прави чуда е за да со чуда го наговести и го потврди својот нов закон, а она што е исто така многу битно, повторно ти кажам, е тоа каков тип се неговите чуда. Тие чуда се секој пат да им помагаат на луѓето. И тоа се гледа и од следните стихови на Евангелието, кој што вели: се разнесе глас за него по целата Сирија и ги доведоа кај него сите болни, нападнати од различни болести и страдање, обседнати од демони, месечари, неподвижни, и тој ги излекува. Толкувачот вели: Христос никого од денесените тогаш не го прашувал за верата, како што подоцна прашувал: веруваш ли дека можам тоа да го направам? Затоа што самото дело на тоа што ги донеле од далеку било дело или плод на вера. Значи, луѓе веќе имале вера и затоа Христос не ги прашал за нивната вера. А во однос на тоа што вели обседнати од демони, месечари, неподвижни, за терминот месечари толкувачот вели: месечари се наречени бесомачните. Значи исто како што претходното обседнати од демони. Затоа што демонот, сакајќи на луѓето да им ја внуши помислата дека не баре звездите причинуваат штета, ја чека полната месечина и тогаш ги мачи за луѓето да сметаат дека месечината е причина за страдањето и да го клеветат созданието Божие. Од таква заблуда биле и манихејците. Значи, и денеска постојат многу такви случаи каде што луѓето некакви си работи кои што ги надминуваат, да кажеме, природните закони и природните сваќања, им ги припишуваат на некакви си дали движења над звездите, на небесните тела или нешто друго. Но тука толкувачот ни открива една тајна. Вели дека дури и оние луѓе кои што биваат нападнати од демонот или биваат подложени на маки кога е полна месечина, не се подложени на действото на месечината. Туку демонот, бивајќи лукав, чека да дојде полна месечина и тогаш прави проблеми. За луѓето да мислат дека не е до демонот, туку е до месечината. И вели да хулат на созданието Божие, да клеветат на созданието Божие, односно на месечината. Значи, да знаеме дека многу пати тоа се случува. И многу пати ние луѓето
сакаме да ја видиме надворешната причина за работите, неќеме да видиме внатрешната причина за работите. Сакаме да кажеме, ова што се случува има некоја видлива причина, а не сакаме да видиме дека има невидлива, односно духовна причина тоа што се случува. И затоа сме подложни на ваква измама на демонот. И последниот стих што денеска ќе го толкуваме, последниот стих од оваа 4 глава вели: и по него одеше многу народ од Галилеја, 10 градието, од Ерусалим, од Јудеја и од другата страна на Јордан. Толкувачот Свети Јован Златост вели: и ние да одиме по Христа, бидејќи и ние имаме многу душевни болести, кои он пред се сака да ги исцели, бидејќи тој ги лекува нашите телесни болести, за да ги истреби и душевните. Да пристапиме кон него, да бараме не нешто секојдневно, туку да бараме отпуштање на гревовите, бидејќи Христос и сега ни го дава тоа, ако сме усрдни. Тогаш се разнесе гласот за него по Сирија, а сега по целата вселена. Кон него доаѓа луѓе, слушајќи дека тој ги исцелил бесомашните, а ти, имајќи уште поголема и поважна потврда за неговата моќ, не стануваш ли да се упатиш кон него? Тие ги оставиле татковината, домот, пријателите и роднините, а ти не сакаш ли да излезеш од својот дом за да пристапиш кон него и да добиеш нешто многу подобро? Па дури и тоа не се бара од тебе да излезеш од домот, туку само остави ги лошите навики и ќе можеш, останувајќи дома со своите, лесно да се спасиш. Значи, тука Светиот Јован Златост само не повикува да го следиме Христос. И тоа да го следиме на кој начин, бидејќи тој буквално не е сега тука, да можеме да тргнеме по него како апостолите, тука ни вели да се откажеме, да го оставиме лошите навики, да го оставиме гревовите зад нас, и тогаш и не мора да правиме многу големи подвизи за да бидеме негови следбеници. Не мора некаде да одиме, некаде него видливо да го следиме, туку и на местото каде што сме, каде што живееме, каде што сме со своите блиски, може да бидеме Христови следбеници. Не значи дека сите мора сега да заминеме некаде во плани, не знам што. Туку може и во ова место каде што сме нашле, каде што сме се нашле, да бидеме Христови следбеници само доколку живееме на еден христијански начин. И вели уште една работа тука што ја спомна Свети Јован Златост, вели: Господ ги лекува нашите телесни болести, за преку тоа да ги истреби и душевните. Односно, кога Господ ни помага и со телото да бидеме здрави, ние да имаме благодарност кон Бога. А со тоа што имаме благодарност кон Бога, да доживееме и душевно исправање, односно и душевно исцеление. Бидејќи оние луѓе кои што не веруваат во Бога, тие, освен што, да кажеме, страдаат, како што може да страдат и луѓето кои што веруваат во Бога, тие се нешто незадоволни и секој пат се наоѓаат во состојба на безизлезност. И тоа е практично како една душевна или болест на внатрешниот човек. Таа безнадежност, да кажеме, тоа живење во мрак и имајќи погрешно сваќање за животот и за светот околу нас. И живејќи гревовен живот. Значи, кога човек е далеку од Бога, кога човек не верува во Бога, тогаш е подложен на секакви душевни слабости. А кога Господ ќе направи некое видливо дело и нам ќе ни покаже едно сведоштво за Него, и човек ќе поверува во Господа, тогаш со самата вера човекот се лекува од своите душевни слабости. Толку има за денеска спремно. Останува вие, ако имате нешто да додадете или да прашате, ако нешто беше нејасно или нешто друго сакате да кажете или да прашате, имаме време. Кога имаме? Кога имаме многу да оставиме за Царството Божие, затоа што не се зборуваше да не се буниме
тој проша како да постапуваме ако имаме многу. Да. Па мислам дека тука има две димензии на што слушнав. Една димензија е тоа дека кога зборуваат некои подвижници, они кога кажуваат за оставање на се, мислат за буквално оставање на се и наследење на Бога. Значи, и такви луѓе постоеле. Помеѓу тие пустиници, помеѓу тие подвижници, имало луѓе кои што претходно биле многу богати, многу имотни. И тие се раздале и живееле во сиромаштие. Имало луѓе кои што биле и многу сиромашни, и тие многу малку оставиле и пак живееле во подвиг. Значи, едната страна е тоа дека може да се свати буквално тоа остави се оди по мене, може да е во буквална смисла дека човек ќе стане монах и испосник и таков тип на подвижник, а може да се свати во една друга не толку буквална смисла, која што се надоврзува на што последно го прочитавме. Вели, дури ни од својот дом не мора да излегуваш, ако ги оставиш своите лоши навики. Значи, не сме сите повикани на таков тип на строг, да кажеме, подвиг, откажување од се што човекот го има, туку сме повикани да ги оставиме нашите лоши навики, нашите гревовни навики. Сега, ако некој, фала му на Бога, има многу и Господ му дал, тој може со тоа да се ползува, да им помага на луѓе, според можностите, и со тоа со таа милостиња, да кажеме, да наследи многу повеќе во Царството Небесно. Но мислам дека главно нешто што треба да се внимава е тоа што на неколку места го имаме спомнато, и вие сега кога знаете од други книги и беседи што ги имате читано, слушано, дека главното е човек да не си го приврзува своето срце за материјалното. Затоа што може некој човек да има многу и да е врзан за материјалното и тоа да му пречи да се доближи до Бога, а дури може човек и да има и малку, но своите внатрешни желби да се така обратени, не кон тоа да му се доближи на Бога, него кон тоа да стекне многу. Постои тоа, постои некој сиромашен што е врзан со материјалните богатства. Затоа кажува толкувачот дека овие апостоли се откажале и од своите желби. Задоволителен одговор или? Да. Не слушнав, откажувам од лоши навики? Па, ја мислам поврзано со ова што го читавме, е тоа дека Христос дојде да ги лекува болестите и слабостите. Така се кажува, болестите и немоќите. Значи, ако таа, да кажеме, лоша навика наречеме дека една слабост човекова, таа ќе се излечи со Божја помош, затоа што тука некаде прочитавме, Господ и тебе ќе ти излечи ако си усрден. И мислам дека тоа е нешто на што човек треба да се насочи, да биде усрден. Колку и да човек има некоја лоша навика, ништо од тоа не е посилно од Бога, меѓутоа човек треба од себе си да даде нешто, треба да даде една усрдност, една упорност. А Господ ќе помогне после тоа сето да се надмине. Сега ние претходно спомнавме дека заради некоја причина Господ може и намерно да допушти човек да има некаква си внатрешна борба поголема, за да има поголема награда на небесата. Значи, тоа не е исклучено. Меѓутоа, главното е дека со Божја помош можеме сите слабости да ги надминеме доколку сакаме. Во денешно време, за жал, владее култура која што ги
поддржува и ги стимулира сите можни гревови, сите можни слабости, а сето она што е доблест се смета за небитно, за неинтересно, незначено. Така што добро би било ние да не се поведуваме по светот, кој што ни ги промовира слабостите и гревовите, туку да се поведеме по Христа, кој што ни вели оставете ги тие гревови, тие лоши навики, следете ме, а Господ сигурно ќе ни помогне на сите луѓе да се справат со сите можни слабости што ги имаат. Кој полесно, кој потешко, кој со помалку, кој со повеќе труд. И претходниот пат исто спомнав една работа што ми ја кажа еден, да кажем така, пријател што многу ми остави впечаток, вели Господ дава награда не според успехот, туку според трудот. Така што некој може лесно да остави некоја своја лоша навика, а некој може истата лоша навика да остави со многу голем труд, со многу напор, со многу време посветено на тоа. Меѓутоа, според овој закон, второт би бил поголем во очите на Бога, иако наводно тој потешко се откажа, затоа што тој повеќе напор вложи. Може би на првиот му било полесно, Господ му помогнал повеќе. Така што она што ние луѓето го гледаме, не секој пат се совпаѓа со она што Господ го гледа и како Господ ги вреднува работите. Имате уште нешто? Ако немате, тогаш ќе го испееме тропот на Свети апостол Матеј и ќе завршиме. Усердно одмитници, зашему владице Христу, јавошу се на земли человеком на благост. Тому последував апостол, избрани јавил сјајси, и благовестник Евангелија селени велегласен, сего радички им честную памјат Твоju. Мате Богу глаголиве, но ли милостива го Бога, да грехов оставление подаз душам нашим. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и нини присно веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Христос, истини Бог наш, молитвам се того апостола Матеј сей свети, да помилует и спасет на секој един благи человеко, любец. Амин.